Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Синдикатите денеска на протест во Скопје со барања за зголемување на минималната плата. Трет ден блокади за товарниот сообраќај на македонските граници. Уапсени тројца прилепчани, од кои двајца пијани возачи. Апсолутно романтично, изложба и промоција на албумите на битолската група Чоканче во Цепенков. Времето денеска претежно облачно, од вечерва дожд и снег. Урбан маркетинг. Држи се до кралските манири и уживај во кафана со Крали Марко. Пиво за уживање. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветанов. На протест во Скопје денеска излегува Сојузот на синдикатите на Македонија, бараат покачување на минималната плата од 600 евра и зголемување по 100 евра за сите останати плати. Под мотото 28 јануари е денот кога работниците зборуваат, уште еднаш ќе се повторат барањата за зголемување на сите плати за најмалку 6000 денари преку раст на минималната плата на најмалку 600 евра. За 2 години без раст на платите, работниците реално осиромашиле за околу 9500 денари, колку што пораснала вредноста на синдикалната минимална кошничка, нагласуваат од Сојузот на синдикатите и посочуваат дека околу 200.000 вработени примаат плата под 30.000 денари, што ја продлабочува сиромаштијата и го поттикнува иселувањето. Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници ги поддржува актуелните барања на дел од поголемите синдикати. Самостојниот синдикат на новинари смета дека приклучувањето на протестот на кој повикува Сојузот на синдикати е достоинствено демонстрирање на потребите на работниците. Штрајкот на возачите на камиони кои во изминатите денови ги парализираше товарните терминали на сите гранични премини од Западен Балкан кон Европската Унија, предизвика сериозен колапс на товарниот сообраќај и отвори длабока економска криза со последици што се мерат во десетици милиони евра дневно. Блокадите целосно го стопираа увозот и извозот, оставија празни гранични премини и создадоа притисок врз стопанството, превозниците и институциите. Според првичните проценки на стопанските комори во регионот, блокадите веќе предизвикуваат сериозни економски последици. Загубите, како што се наведува на дневно ниво, достигнуваат околу 100 милиони евра за целиот регион, при што најпогодени се извозно ориентираните компании, логистичкиот сектор и синџирите на снабдување. Премиерот Христијан Мицкоски вчера изјави дека прашањето за примената на правилото 90-180 е отворено со Европската комисија уште од септември минатата година и дека се водат разговори за изнаоѓање решение. Тој изрази очекување дека во наредниот период ќе има напредот и дека ќе се најде модел со кој ќе се излезе во пресрет на професионалните возачи, без да се нарушат европските регулативи. Ретроспективна изложба на фотографии и слушачка промоција на албумите Чоканче 1 и 2 и Апсолутно романтично ќе се одржи на 30 јануари в петок од 18 часот и 30 минути во ликовната галерија од Центарот за култура Марко Цепенков во Прилеп. На настанот ќе се презентира развојниот пат од 40 години на групата Чоканче, чие прво појавување на 12 март 1983 година на рок парадата во салата на тогашното кино Партизан во Битола, заедно со уште 13 локални групи. Од полициската хроника бележиме уапсени тројца прилепчани, од кои двајца возеле пијани. Полицијата во еден ден во Прилеп приведе тројца прилепчани во алкохолизирана состојба, еден заради нарушување на јавниот ред и мир и двајца возачи со над 2 промили алкохол во крвта, за кои е поднесена пријава за безобзирно управување со моторно возило. На 28 јануари во 1 часот и 30 минути на улица Цар Самоил во Прилеп полициски службеници од МВР Прилеп го лишиле од слобода лицето ГС 52 годишен од Прилеп, бидејќи го нарушувал јавниот ред и мир со оддавање на пијанство. По документирање на настанот против него ќе следува соодветен поднесок.
Истиот ден во 1 часот и 30 минути на улица Цар Самуил во Прилеп полициски службеници го лишиле од слобода лицето АТ, 43 годишен од Прилеп. При контрола на патниот сообраќај полициските службеници заприле возило Toyota со прилепски регистарски ознаки кое го управувал лицето АТ, 43 годишен, и по преземени мерки било констатирано дека е под дејство на алкохол, односно му биле измерени 2,13 промили алкохол во крвта. Тој е задржан во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава по член 297а од Кривичниот законник за безобзирно управување со моторно возило. Истиот ден во 1 часот на улица Александар Македонски во Прилеп полициски службеници од ОВР Прилеп го лишиле од слобода АК, 35 годишен од Прилеп. При контрола на патниот сообраќај полициските службеници запреле возило Опел со прилепски регистарски ознаки кој го управувал лицето и по преземени мерки било констатирано дека е под дејство на алкохол, односно му биле измерени 2,54 промили на алкохол во крвта. Временска прогноза. Времето денеска претежно облачно, а кон крајот на денот и во текот на ноќта облачноста ќе се зголеми. Најпрво во западните делови, а потоа на секаде ќе има врнежи од дожд, а на повисоките планини слаб снег. Ќе дува слаб до умерен јужен ветер. Во Прилеп облачно, попладне со повремен дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Минималната температура се спушти до 1 степен, а максималната достигна до 6 степени. Утре кон крајот на денот и в четврток повторно ќе има локални врнежи од дожд, а на планините од слаб снег. Утре четврток повторно ќе има локални врнежи од дожд, а на планините од слаб снег. Во петок ќе преовладува претежно облачно време со услови за слаби локални врнежи од дожд и снег. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, јануари 2026 година. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.